Символично со скара гридски пијалак, невладини организации организираа пикник на градскиот плоштад. Дел од плоштадот го покрие со зелен теписон, символизирајќи го зеленилото кое недостасува во градот, а постави и неколку дрвја, изработени од смет насобран од јавните површини. Целта е, вела, да се потсетат градските власти на нивното неодговорно однесување кон јавните зелени површини, на чие место постојано никнуваат висококатници, велат учесниците на, како што го нарекоа, пикникот на подземјето. Нашата акција е да покриваме се тоа што е сиво со зелено, затоа што има многу малце зеленило во Тетово и ова е перформанс, доаѓа од тренингот уметноста за социјални промени. На пикникот имаше и членови на странски невладини организации. Истакна дека градот е неконтролирано и урбано силуван и при секое нивно доаѓање во Тетово забележуваат дека недостасува по некоја зелена површина, која е претворена веќе во огромно градилиште. This is why we are doing this because правиме ова акција бидејќи во градот нема простор каде што младите и луѓето може да се сретнат и да поминуваат убаво време меѓу себе. Во јануари годинава собранието го донесе законот за урбано зеленило, кој предвидува 25 метри квадратни зелена површина на еден жител и најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела. Во веќе изградени блокови според законот се прави компензација со поставување дрвореди и зеленило во жардинјери на покриви фасади. Но во пракса инвеститорите пред објектите кои ги градат не оставаат простор за зеленило, ниту пак ги раззеленуваат претходните изградени стамбени објекти. Колку за пример во Тетово има само 2 парка со површина од околу 2 градски стадиони, останатиот простор е асфалтиран и бетониран.